Денеска православната црква ги празнува светиот пророк Наум и светиот Филарет Милостив. Светиот пророк Наум, родум од племето на Симеон во местото Елкесем од другата страна на Јордан. Живеел 700 години пред Христа. 200 години по пророкот Јона ја прорекол пропаста на Нинивија. Заради проповедта на Јона, ниневијаните се покајале и затоа Бог ги поштедил и не ги погубил. Но со време тие заборавиле Божјата милост и повторно се расипале. Пророкот Наум им ја прорекол пропаста, па бидејќи не се покајале, не биле ниту поштедени. Од земјотрес, поплава и од оган пропаднал целиот град, така што повеќе местото не се препознавало. Свети Наум поживеал 45 години и се упокоил во Господа, оставајќи една мала книга за своите вистински пророштва. Светиот Филарет Милостив, од селото Амнија од Пафлагонија. Во почетокот Филарет бил многу имотен човек, но делејќи многу милостина на сиромасите, и тој станал сиромав. Но не се исплашил од сиромаштијата, туку со надеж во Бога кој рекол: блажени се милостивите, оти ќе бидат помилувани. Го продолжил делото на милосрдие, не обрнувајќи внимание на негодувањето на својата жена и на децата. Орајки еднаш на нивата му дошол некој човек и му се пожалил дека му умрел волот на јаремот, та не можел со еден вол да ора. Тој го одврзал едниот свој вол и му го дал на човекот. Го дал и својот последен конј на некој што бил повикан да оди во војна. Го дал и телето од последната крава, па кога забележал дека кравата рика по одделеното теле, а телето по кравата, го викнал човекот и му ги дал и телето и кравата. И престарениот Филарет останал без храна во својот дом. Но тој се молел на Бога и на него се надевал. И Бог не го оставил праведникот да се посрами на својата надеж. Во тоа време царувала Ирина со својот млад син Константин. По тогашниот обичај царицата испратила луѓе по целото царство да ја бараат најдобрата и најугледната девојка со која ќе се ожени синот на царот. Според Божја промисла, тие луѓе застанале на конак во домот на Филарет. Ја виделе неговата внука Марија и ја одвеле во Цариград. Девојката му се допаднала на царот и тој се венчал со неа, а Филарет и целото негово семејство го преселил во престолнината и му дал голема чест и богатство. Филарет не се погордеал со таквата ненадејна среќа, туку благодарен на Бога и сега продолжил да прави добри дела, уште повеќе од порано. Така правел до својата смрт. Во 90-тата година ги повикал своите деца, ги благословил и ги поучил да се држат до Бога и до Божјиот закон и со предвидлив дух, како некогаш праотецот Јаков на секого му прорекол како во овој век ќе проживее. Потоа легнал во манастирот Родолфија и ја предал својата душа на Бога. Пред смртта лицето му засветлило како сонце, а по смртта од него излегол необичен благопријатен мирис и се случиле чуда од неговите мошти. Овој Божји праведник се упокоил во 797 година. Неговата сопруга Теозва, како и сите негови деца и внуци, поживеале богоугодно и завршиле во Господа.
to